кога ги конципиравме дебатите и кога ги одредувавме насловите и темите, воопшто не сакавме и не тежнеевме кон тоа да оваа тема да звучи како кој ги врти младите, но иако така испадна. Напротив, баш сакавме да поставиме прашање дали има некој кој воопшто ги слуша младите во оваа држава. Друго прашање е што е тоа што ги привлекува младите во партиските подмладоци? Што им се нуди таму? Дали им се нудат вештини, знаење или пак само вработување? Тоа беше начинато како тема и во претходната дебата, при што Андреја мислам дека добро го формулираше, спомнувајќи дека на Европа не и требаат млади на кои што им се ветува вработување а при тоа како услов се поставува партиската книжка. Голем број на средношколци не ни знаат дека постојат средношколски унии кои треба да се борат за нивните права. Студентите речиси да не одат да гласаат за студентски претседател. И нормално овие организации, односно представници, па не им пречи тоа кој знае колку многу, затоа што колку помалку луѓе знаат за нив и се посветуваат на нивната работа, они помалку работа ќе си имаат. Но еве има и пред во претходната дебата беше споменат законот за пристап до информација од јавен карактер. МОВ реши да се повика на овој закон да го искористи просторот кој што го отвара и постави прашања до факултетите при УКИМ за имплементирањето на ИКТС. Сосем легитимно, сосем во ред спроведено, одговорите или доцна, или беа многу оскудни и кратки, а службениците секогаш кога предаваш прашање даваат скептични погледи како што ве интересира вас ова. И на крајот на краиштата она што се случува е дека поттикнати од неслушањето од страна на организациите и институциите и неотворениот број на доволно големиот број на опции, младите луѓе идат да ги решат проблемите со тоа што ќе земат партиска книжка и ќе се надеваат дека така на нив ќе им биде подобро. И во секторот има направено огромен придонес на голем број на важни прашања. Апелирам да речам во овој мал круг, но и со својот јавен ангажман некако се обидувам на тоа да обрнам внимание, да научиме да се здружуваме околу мали цели, не знам, права на животни, на маргинализирани или дури фриковски онакви екстравагантни некакви, знаете она гиковски некои групи или било што, баш она најбизарни, не е битно. Значи да научиме да се здружуваме и да учиме дека како шам, јавниот ангажман е нешто што е суштина на заедницата, а не е бегството од политика, не е ескапизмот, цинизмот, или не знам, јавната сфера сватена како спектакл, да речеме, или како ескапизам. Нема заедница без загрижени и одговорни граѓани кои ги интересира слободата, да, пред се, фала Богу, но ги интересираат и процедурите, институциите, како таа слобода да се заштити. Младите во Македонија, освен еден мал дел кои се наоѓаат на позиции, во најголем дел, масовно, се наоѓаат во очајна ситуација. Тие се исплашени, изманипулирани. Оние што се исплашени се да нивниот родител да не го изгуби работното место или некој нивни роднина, или пак исплашени се да не добијат работа, бидејќи толку вредно, толку лојално, толку верно делеа флаери, полнеа автобуси со сендвичиња, со ракивчиња, со кока-коли во тие автобуси да полнат други плоштади. Како е возможно на протест за затварање на студентско радио да има 20 луѓе кои што стојат пред 50 камери со врзани црни траки на устите, што е супер акција според мене. А позади тие 50 камери поминуваат на стотици нивни колеги кои што имаат исто години колку нив и се плашат да не ги фати камерата за да случајно не добијат подпис. Своје мислење треба да имаш и треба јавно да го кажуваш. И тоа дека се занимаваш со политика не значи дека си криминалец и дека однапред си црн и извалкан, туку значи дека јавно го застапуваш своето мислење, што сметам дека е општествена одговорност на секој полнолетен човек, вклучително и на младите и на студентите кои што се нели полнолетни. И имаш право да им кажеш јас неќу да играм по ваше. Сакам да си играм по свое. И сакам да правам театар и да играм театар, а не некој со мене театар да си игра. И така да веќе колку има, еве, трет месец ОПН легитимно постои, имаме простор во кој што правиме нешто што знаеме дека е искрено, себе пожртвувано, што не е ситно профитерство. Си веруваме еден на друг и постоиме и тоа е оној отпор за кој што
Јас сметам дека мора да постои. Некако и малце станувам презаситена од жалби и што како треба да се смени и ова не чини и она не чини и така натаму. И нешто што забележувам дека недостасува е конструктивност. Значи понуда на конкретни решенија. Океј, ајде да видиме што може да направиме во врска со тоа. Едно од решенијата кој што беше понудено дека ги слушав говорниците, барем колку што забележав, беше бојкотот или кажување на не. Значи ако нешто не чини, го бојкотирам. Јас искрено да, тоа верувам дека е едно од решенијата, меѓутоа од искуството во Македонија не сум сигурна колку ни помага. Значи колку ни помогнал нас протест или бојкот, и некако мислам дека и младите луѓе губат доверба во тие методи. Прво почнаа со мали групи, десетици, можеби или стотина луѓе, почнаа на полноќ да се собираат на кратки собири и во потполна тишина. И само еднаш ке подкашлаа. Сакајќи да каже, еве, знаеме ние, нешто не чини овде. И се разотидуваа. За после не знам колку недели тоа да прерасне во неколку илјадно движење кое секоја полноќ на амстердамските улици се собираше да каже дека нешто не е во ред. Во секој случај, за некој да се плаши од креативните протести на некоја младина, треба да се плаши од истата. А кај нас уште не сме стасале до стадиумот кај што некој се плаши. Најверојатно ќе треба метли и мотики да заиграат пред да може некој да ја сваќа сериозно креативната функција на еден протест или креативно изразување на младината. Нашите врсници во Велика Британија имат го знаат тој потенцијал, затоа што веќе 11 години имаат свој парламент, младински парламент. Не дека се доаѓаат од богато кралство, не дека Тони Блер во 99-та ги поканил да прават парламент, туку дека тие има смелост да почнат да направат таков проект и дека тие веруваат дека нивниот глас ќе биде чуен. Тоа минимално нешто што институциите треба да го направат, да обезбедат барем под Кирија едно малечко место со еден малечок микрофон како ова, да дозволат на некој млад, на некој смел млад да го каже тоа што го мисли, а очигледно и тоа не го прават. Но никогаш нема да го направат ако некој млад, ако тој смел млад не вреска за тоа, не почне да вика за тоа и да го бара тоа. Никој нема да го обезбеди тоа и никој нема да го обезбеди тоа ако младите чекат на секој 4 години да дојде некоја изборна платформа со тој микрофон нацртан. Она што многумина од вас го допреа во дискусиите извира токму од тие причини. Значи еден вид на еден политички бирократизам кој што не само што не слуша, туку мисли дека нема обврска да слуша. И тоа е присутен не само во реалноста која што живеат младите, туку и во реалноста која што живее целиот граѓански сектор и сите други групи од интерес или групи кои што се обидуваат да наметнат некаков афирмативен, позитивен или конструктивен притисок врз оние кои што одлучуваат. Тоа ви е онаа ситуација во која што, не знам, каде што во најбанална ситуација ќе застанете пред шалтер и вие чувствувате дека и онаа теткичка што е од другата страна на шалтерот практично има еден вид, би рекол, супериорност која што ја чувствувате во воздухот затоа што таа има моќта. Тоа е тој директен судар со бирократизмот. Во Македонија, ако јас се обидам со 200 души, ако сакам да влезам во на собраниска седница во владата, веројатно ќе ми истепа обезбедување или ќе ме затворат во крајен случај. Според тоа мислам дека тука во Македонија се уште игра стапот, буквално, и дека младите со право се исплашени да си го кренат гласот.